Во времето во кое живееме звучи неверојатно, но сепак вистинито. Австралија, која веќе нема собствена автоиндустрија, дури сега ги пропиша првите стандарди за емисиите на возилата. Дефинирани со компромиси и отстапки и оценети како доста умерени, тие ќе стапат на сила на почетокот на идната година. Во моментот тече процедурата за нивно озаконување, кое се очекува да помине без некои поголеми проблеми или застои. Првичната намера на властите беше новите правила да бидат построги, но под притисок на увозниците на возила дојде до промени. Лоша слика остава и тоа што дел од најпопуларните теренци во Австралија се прекласифицирани како комерцијални наместо патнички возила, што ќе им овозможи повеќе да загадуваат. Тоа ќе важи за сите кои имаат крута шасија, но не и за кросоверите со самоносечка каросерија. Според австралиската влада, овие еколошки стандарди, какви и да се, до 2029 година ќе ги намалат емисиите на јаглерод диоксид за 60% кај патничките, односно 50% кај комерцијалните возила, а до 2050-та на возачите ќе им заштедат 95 милиарди австралиски долари од трошоците за гориво. Со донесувањето на овие прописи, Русија останува единствената земја со развиена економија која нема еколошки стандарди за возилата.